Простување на долг во замена за глас. Патни исправи на роми се чувале како залог за долг кој требало да се отпише ако должниците на изборите излезат да гласаат за СДСМ. Министерот за внатрешни работи Чулев обелоденува случај со подкуп на гласачи во Штип. Трговец чувал 69 лични карти и 18 пасоши, но и останати документи. Полицијата ги нашла при претрез во неговиот дуќан. Бил пронајден и список со имиња, но и стари документи за лична идентификација. Извршен е претрез и во неговиот дом. По добиени оперативни информации дека лицето ДА од Штип поседува патни исправи и лични карти од повеќе непознати лица од ромска националност кои биле држани како залог за настанат долг во неговата прехрамбена продавница, а кој долг наводно би бил подмирен доколку истите на денот на изборите гласа за политичката партија СДСМ. Од страна при СВР Штип од студија на претходна постапка од Основен суд Штип побарана и добиена е наредба за претрес на дом и други простории кај конкретното лице со цел обезбедување на материјални докази и целосно документирање на настанот. Полицијата го расчистува случајот. Министерот за внатрешни работи Чулев апелира до граѓаните да пријават доколку некој им врши притисок за кого да гласаат или им го попречува избирачкото право. Неговата заменичка, Славјанка Петровска, пак тврди дека ова не е кривично дело поврзано со изборите, туку дека станува збор за кривично дело од областа на економскиот криминал, кое допрва треба да се докаже.